Назад во студиото и продолжуваме со Јасна Оровчанец-Арангеловиќ од Македонското здружение на млади правници на тема заштита на животната средина и сите активности што вие како граѓанско здружение ги преземате во насока на обезбедување на здрава животна околина. Добре дојдовте во студиото на Телма. Добро најдов. Како вовед во овој разговор, информацијата дека во октомври-ноември 2019 година, значи пред точно 2 години, Македонското здружение на млади правници поднесе кривична пријава против носители на јавни функции поради пропуштање, односно неизвршување на действија за заштита на животната средина, кои според македонските закони биле должни да ги спроведат. Веројатно станува збор за загадениот воздух, кој ние како Скопјани, а и голем дел од другите граѓани на другите градови во нашата држава го дишат, особено во зимските месеци. Па да, станува збор за загадениот воздух. Таа кривична пријава е поднесена пред околу 2,5 години. Се уште немаме никаков одговор од јавното обвинителство и покрај поднесување на ургенции за постапување по кривичната пријава. Се однесува на функционери на определени институции. Тие не се именувани во кривичната пријава и за злоупотреба на нивната службена положба по тоа кривично дело поради непреземање на действија. Што ви велат во обвинителството? Ете спомнавте и по ургенции и по јавување? Ништо не ни велат. Кога ќе се јавите да прашате зошто не постапуваат по тужбата? Не се јавуваме телефонски, адвокатот кој се ангажира од наша страна, тој ги презема правните действија, конкретно нели во соработка со нас заедно, бидејќи наша иницијативата, заедно во соработка со адвокатите со кои соработуваме во здружението. Така што немаме никаква информација се уште. Добро, што им велат на адвокатите? Адвокатите се во редовна комуникација со обвинителството и со суд? Немаат никаков одговор, конкретно по оваа кривична пријава. Добро, во јули 2019-та, исто така пред околу 2 години, Македонското здружение на млади правници поднесе тужба пред граѓанскиот суд, со кој бара судот да утврди дека владата на Македонија, Министерството за животна средина и просторно планирање и градот Скопје во периодот од 2007 до 2018 не презеле ефикасни мерки за намалување на концентрациите на PM2,5 и PM10 частичките во воздухот и како резултат на тоа ги повредиле правото на здравје, правото на здрава животна средина, правото на приватност на личниот и семејниот живот и правото на неповредливост на домот. Ова е она за чадот што го спомнав на почеток. Што е во однос на оваа тужба? Во однос на оваа тужба првостепениот суд ја утврди со образложение дека нема правен интерес. И сега во моментот се наоѓа пред апелациониот суд по жалба, се уште немаме одлука, од прилика чекаме веќе 8 месеци. Кое беше објаснувањето на судот, зошто е отфрлено? Па малку е сложено отправена спет да го објаснувам. Кратко само. Кратко што е? Дека поентата е дека најверојатно не е судот не е ненадлежен, туку не може да одлучува во оваа постапка за правото на граѓаните, за здрав живот, за здрава животна средина и сите оние барања кои ги имаме со тужбата. Вие како граѓанско здружение што мислите кој е надлежен да утврдува дали граѓаните имаме право по устав загарантирано да дишаме чист воздух? Ние имаме право да дишаме чист воздух секако. Ние сметаме дека е граѓанскиот суд надлежен, поради тоа имаме поднесено и тужба во Битола против општина Битола, против влада и против Ке спомнеме и дека и Добро, ние сметаме дека судот е надлежен, исто така има надлежност и управниот суд, меѓутоа од друг аспект и поради тоа ја имаме поднесена тужбата. Заедно сме тужители со едно физичко лице кое трпи последици по здравјето поради загадениот воздух. Конкретно се разболело некоја физичко лице? Да. Видете, и многу е тешко да се докаже во постапката дека конкретната здравствена состојба на одредено лице е поради загадувањето, а неспорно од друга страна е дека самиот загаден воздух предизвикува оно што предизвикува. Имате извештаи, имате податоци, јасно е на што лошо влијаат PM10 и PM2,5 частиците. Мое лично мислење со кое делумно се согласуваат одредени адвокати, делумно не, е дека во конкретниот случај, да речеме, нема потреба од вештачење, бидејќи ние де факто ги имаме сите податоци дека воздухот во Скопје конкретно е загаден со години.
Така. И опфатен и периодот со тужбата од како имаме податоци, имаме извештаи и така натаму. Рековте една тужба е отфрлена од судот, како на некој начин дека не може тој да вештачи да утврдува дали правата на граѓаните се повредени, односно со некое такво слично објаснување. Образложението од прилика е 23 страни, така што јас не би можела на граѓаните и да извлечам поентата. Дека немаме правен интерес и дека судот не може тоа да го утврдува во конкретниот случај. Подготвувајќи се за овој разговор, дојдов до сознание дека во Македонија се водат малку или воопшто не се водат судски спорови од областа на животната средина, односно можеби тужби и пријави се поднесуваат, меѓутоа нема судски спорови кои се актуелни, кои се интересни за јавноста и се добива впечаток како да живееме во чиста Швајцарија или зелена Скандинавија, а не во Македонија каде што се давиме во ѓубре, дишеме чат наместо воздух и на секој чекор гледаме диви депонии. Во оваа насока се надоврзува и господинот Владимир Ѓоргиев од Државната комисија за спречување на корупцијата и би сакал сега да го вклучиме и него во емисијата ако е можно. Господине Ѓоргиев, добро утро. Добро дојдовте во утринската програма на Телма. Вие неодамна имавте конференција на тема судски спорови од областа на животната средина и изнесовте една констатација, односно едно сознание дека бројот на такви судски спорови е многу мал, односно речиси и ги нема. Што би кажале во оваа смисла? Да, ја појаснам темата. Дали се слушаме? Да, повелете, сега ве слушаме. Добро утро. Значи, оно што го спомнавте беше во организација на Државната комисија за спречување на корупција, тоа беше дебата исклучиво посветена околу состојбите со животната средина, меѓутоа со посебен фокус на загадување, односно на дивите депонии и депониите. Ние ја организиравме таа дебата пред се од проактивен аспект со цел да се утврдат кои се ризиците, односно ранливостите во сите овие сфери во животната средина, особено загадувањето и на воздухот и дивите депонии. И точно она што го рековте во излагањето, јас што го имав во рамките на таа дебата, дојдов до таа констатација, односно сознание дека во изминатиот период речиси да нема кривични пријави, односно предистражни или истражни постапки што се однесуваат на корупција, сепак е зборам на корупција во животната средина. Може би има за одредени други аспекти околу животната средина, меѓутоа кога гледаме дали на коруптивен начин се злоупотребува службената полош при овластување на вработени во институциите, дали соодветно или дали воопшто се санкционираат или горат. На што се должи тоа, господине Ѓоргиев? Дали тоа се должи на виката на македонското општество да функционира во коруптивни околности, односно да го смета тоа за една нормална работа, на недовербата во судскиот систем, или пак можеби на ниската еколошка свест на граѓаните, па можеби е нормално да имаме депонии такви диви на секој чекор? Видете, јас не знам ова што велите дали е нормално да имаме депонии, сигурно не е нормално, бидејќи еве ќе кажам уште еден податок согласно едно истражување од 2019 од Евросај, во Македонија се уште функционираат околу 54 диви депонии. А согласно законот за отпад, заштита и за складирање на отпад, во член 144 е децидно наведено дека градоначалниците се задолжени да ги затворат дивите депонии и да го рекултивираат просторот. А тој закон е донесен уште во 2004 година. Замислете до тогаш колку се делува во таа област. Генерално збориме, значи, дека можеби во држава и постојат релативно добри законски решенија околу сето тоа, иако и тоа дискутабилно на оваа дебата беа изнесени спротивставени ставови и на министерот за животна средина дека и законите не се баш толку добри, но и генерално неказливоста она што го велиме. Значи, еве и овој пример што отворило јавното обвинителство во 2015 година околу злоупотреби на службени лица за доделување на дозвола за отпад е затворен по конечната информација што ја добив со ослободителна пресуда. Значи и нема случаи таму каде што има. Најверојатно е така.
Знаете, многу убава реченица слушнав, ако не се лажам, минатата година еден висок дипломат во конференција во Скопје кој што рече, ако нешто има пострашно од корупција, тоа е неказнивоста на корупцијата. Очигледно и кај нас тоа и по многу извештаи се случува, вклучувајќи ја и животната средина. Знаете, ние се загрижени за многу работи, еве гледаме локални избори или не знам што ќе се случи понатаму, меѓутоа сите ние сме најзагрозени сепак од вклучувањето што се во животната средина и мора тука навистина да се делува и проактивно, како што ние го правиме, значи преку истражувања или антикорупцијски проверки на законите и предлагање на мерки, но особено и реактивниот пристап. Значи, соодветно санкционирање на прекршувањата, вклучувајќи го и работењето на надлежните државни инспекторати од областа на животната. Еве, веројатно господја Оровчанец во студиото ќе има на што да се надоврзе, бидејќи нивното граѓанско здружение има поднесено повеќе пријави против повеќе надлежни институции и отворено повеќе случаи. И вие рековте, имаме стар закон, не знаете дали е доволно добар, но е функционален, меѓутоа за жал не се применува. Еве се имаме нови градоначалници, така што ви посакувам како антикорупционер будно да ја следите нивната работа и да сите заедно, ние како јавност, вие како антикорупционери, ете и граѓанските здруженија во еден широк фронт да ги затвориме тие диви депонии што е можно побргу и да исчистиме Македонија. Господине Георгиев, ви благодарам за вклучувањето во емисијата. Ако имате доволно време, останете да ја проследите заедно анализата и она што ќе го слушнеме од господја Јасна Оровчанец. Да, јас ми благодарам на поканата и со задоволство ќе ја проследам до крај. Ви благодарам уште еднаш за вклучувањето. Господи Оровчанец, слушнавме каков е погледот на антикорупционерите во оваа смисла. Вака, во Македонија има плејада од закони во однос на животната средина. Многубројни се. Почнуваме од Законот за животна средина, голем број на конвенции кои се ратификувани од државата и сега во овој период законите кои се однесуваат на управување со отпад сите се изменети и донесени се нови закони. Што значи дека во однос на регулативата се работи интензивно. Се менува отворен Законот за заштита на природата, Законот за водите и голем број на закони во моментот се работат. Во добар дел од тие закони се вклучени издруженијата на граѓани. Веројатно ќе кажете дека голем дел од тие закони се и според европските стандарди направени и прилагодени на европската регулатива? Да, кај нас е проблем спроведувањето. Непочитувањето на законите и неспроведувањето на законите. Не е проблем тоа како ни се само напишани законите, бидејќи имаме и добро напишани закони, дури и во одредени случаи и многу амбициозно се напишани одредени одредби и мораме да знаеме дека Македонија има ратификувано конвенции, не би навлегувала кој и како, утрово кои и одредени европски држави ги немаат ратификувано. Што значи дека тие конвенции и меѓународни договори се дел од нашето внатрешно законодавство. Немаме толков проблем со самото пишување, одредени законски решенија секогаш може да се прилагодат, да се подобрат по однос на фактичката ситуација, меѓутоа имаме проблем со спроведувањето. Ние во Скопје, конкретно во Битола, дишаме токсичен воздух. Ние во зимските месеци, ние не дишаме загаден воздух. Тоа треба сите да бидат свесни што во моментот се или биле на функција, какви последици тоа остава кон здравјето на граѓаните. Треба да земат и да прочитаат извештај колку во државата е зголемен бројот на лица со канцер на плуќа. И што значи тоа од аспект на трошоци во однос на издвојување од буџетот за заштита на животната средина од една страна и од друга страна трошоците кои ги има здравствениот систем за лекување на голем број на респираторни заболувања и заболувања воопшто поврзани со отровите кои ги дишеме. И што ние како граѓани можеме во таа смисла да превземеме, односно освен да се иселиме од Македонија во текот на зимските месеци, а и во лето не е мал бројот на денови кога воздухот е над дозволената граница на загаденост. Па ние можеме како граѓани да речеме секој индивидуум може да преземе она што е некористење на возило кога не ни е потребно, повеќе движење, возење точак, меѓутоа тоа не е до нас. Постојат надлежни институции, постојат надлежни лица кои треба да седнат да размислат кои се тие ефективни мерки
кои треба да ги преземат за да се намали загадувањето во државата, за да се отстрани начинот на справување со отпадот кој е во моментот и така натаму. Ова е една актуелна тема која е на светско ниво актуелна, не е само во нашата држава. Меѓутоа, во Македонија нивото на загадување е на загрижувачко ниво. Така. Е загрижувачко. Да, рековте отровен воздух дишеме, не дишеме загаден. Не дишеме во текот на зимските месеци загаден. Загаден е лесен збор, да, млак збор. Да, но јас прашав како граѓани не оние мерки што можеме да водиме со велосипед на работа, Добро. туку каде можеме да се обратиме и дали треба да чекаме надлежните да ги казнуваме само на избори ако не се доволно ефикасни, 4 години да поминат или 2 години или 3, а во меѓувреме немаме каде да се обратиме. Еве ќе се обратиме во Сдруженијето на млади правници, па вие ќе поднесете во наше име или во име на група граѓани или вие како невладина организација кривична пријава или тужба, ќе се обратиме во антикорупцијска и ќе речеме дека во оваа општина некоја фабрика навечер испушта некаков чат, меѓутоа надлежните не ја затвораат да проверат дали е корупција во прашање. Што друго како мерка ни стои на располагање, бидејќи ни предстои нова згрејна сезона, зимата е на прагот, од веќе можеби дишеме отров место воздух. Па друго на располагање не гледам што ни стои освен да побараме она што ни следува. Ние и затоа започнавме со поднесување на тужби, бидејќи во државата нема пракса судска, да речеме, од оваа област. Имаме ние еден дел на стратешко застапување, поддршка на судски предмети или предмети со кои би се постигнала општествена промена заради отстранување на некој системски проблем, бидејќи загадувањето кај нас е системски проблем. Правно кажано. Она што можеме да го направиме е да продолжиме да го бараме она што ни следува. Дали ние ќе поднесуваме тужби, дали граѓаните ќе поднесуваат пријави, исто така тука ја сакам да го спомнам Државниот инспекторат за животна средина кој е надлежен да постапува во случаите кога има загадување на животната средина или било какво загрозување. Тие да постапуваат, меѓутоа јас морам да напоменам дека на ниво на територија на државата постојат само 20 инспектори за води. И кои ми се чини, ако не грешам, за 2 години одат во пензија. Така што треба да се размисли од страна на надлежните за одвојување на доволно средства од буџетот за справување и за преземање барем минимални мерки за доброто на граѓаните и за нивно добро. Тие живеат тука, тие го дишат овој воздух, како и сите ние. Дали ние како медиуми, вие како граѓански сектор треба да бидеме малку поагресивни во оваа смисла да се избориме за нашите права, за да дишеме чист воздух, за да да се вработат инспектори кои ќе го следат загадувањето на водите? Па мислам дека да. Мислам дека треба повеќе да се зборува, да биде поактуелна оваа тема. Во последните 2 години, како што можам да забележам, најактуелна тема е и темата на COVID-19. И тука може да го поврземе овој дел, бидејќи оваа состојба во која се наоѓа државата со загадувањето лошо влијае од сите аспекти на здравјето. И она што можеме ние да направиме е да бараме тоа што ни следува. Ние сме тука за поддршка на било кој граѓанин кој има идеја, кој смета, кој се чувствува загрозен, меѓутоа нашите финансиски средства се ограничени. И проблемот зошто не постојат вакви постапки во нашата држава, па и во соседните држави, ако направите анализа, е затоа што постапките судски се скапи. Постапките судски не бараат и средства, бараат и знаење, многу читање, посебно за животната средина, и од тие причини до сега има многу мал број на судска пракса во оваа област. Уште едно здружение и повеќе, многу здруженија има што работат на заштита на животната средина, но прашање е колку се тие екипирани, колку се тие здруженија со финансиска моќ да преземат реални активности. Вие како Македонско здружение на млади правници имате поднесено освен оние што ги спомнавме, тужба и против за аерозагадувањето во Битола, потоа за дивата депонија во Струга. Во Струга, да. Што се случува со овие тужби? Па во постапка се нема првостепена пресуда во двете постапки. Меѓутоа се земени во процедура. Да, земени се во процедура. Сега во Битола се разгледува приговор, судот одлучува по приговор,
не во Битола, пардон, во Струга за депонијата, а во Битола се уште е во подготовка постапката, подготвително рочиште е одржано и сега чекаме да видиме како ќе оди понатаму. Дали можеби се подготвуваат пријави, тужби во однос на други диви депонии во градов, бидејќи ете спомнавме 54 има? Размислуваме. Размислувате? Размислуваме, не само за дивите депонии, туку и за други. Забележате дека во тужбата што се однесува на аерозагадувањето во Скопје, периодот што е опфатен во тужбата се однесува од 2007 до 2018. Да. Во 2019 имаше почист воздух или зошто не е опфатен и тој период? Не е опфатен со оглед на моментот на поднесување на тужбата. Опфатен е периодот од 2007 до 2018 со оглед на тоа дека од 2007 година нааму располагаме со податоци и со повеќе докази по однос на аерозагадувањето. Нема некоја друга специфична причина за самиот период кој е опфатен со тужбата. Рековте не само за диви депонии, размислувате и за други тужби и пријави по однос на што? Па по однос на проблеми со загадувањето, не би Во кој дел? Води, почва или води, почва, да. И води, почва и сите воздух. медиуми на животната средина. Да. Во однос на аерозагадувањето ги споменавте само Битола и Скопје. Јас колку што се сеќавам од минатата година и Тетовци дишат многу загаден воздух, односно отров, и Велешани, и Струмичани, во Прилеп воздухот е, дури и во Охрид, и покрај езерото големото количество на вода. Добра, ама неспоредливо е. Во Охрид и во Скопје. Не можете да ги споредите Охрид и Скопје. Друг е степенот. Добро, сакам да кажам, има голем број градови, Куманово. Не можеме ние сите да ги покриеме. Не можете да ги покриете. Не можеме, да. Меѓутоа, не можеме онаму каде што можеме, се обидуваме да го направиме она што знаеме да го правиме. Меѓутоа и овие ваши јавни настапи и она што ние како медиуми го третираме како тема треба да биде освестувачки, алармант, да го вклучи алармант, односно да биде еден своевиден апел до граѓаните, да бидат проактивни, повеќе активни во таа смисла за да се изборат за своите права да дишат чист воздух наместо отров. Треба да бидат проактивни граѓаните секако, меѓутоа треба и институциите да размислуваат се повеќе на темата. Ние сме тука да ги подсетиме дека некој работи, дека некој е свесен и дека ќе продолжи да работи. Рековте закони имаме, тие се добри во основа, не се почитуваат и тука е најголемиот проблем. Во основа се добри законите. И Министерството за животна средина работи, нели, за подобрување. Зашто станува збор за нестручност, некомпетентност на луѓето во надлежните институции или за немање политичка волја? Каков е Па јас не би зборувала за некој дали е некомпетентен или компетентен, не би можела на тој начин да кажам за некого. Мислам дека е недостаток на кадри во прашање и немање на политичка волја секако. Бидејќи имаше политичка волја, нешто... Ке се најде и кадри? Да, ке се најдеше начин, барем, ако не да се минимизира, барем до одреден степен да се намали загадување, да се спречат и да се работи повеќе на... Освен овие случаи тужби што ги споменавме, вие како Македонско здружение на млади правници во рамки на кампањата Разбистри сте што ја спроведувавте со Институтот за комуникацијски студии, отворивте така наречени студии на случај, кои се уште немаат никаква завршница, односно не се проследени понатаму, меѓутоа секако аларм своевиден и поставени на вашата интернет страница станува збор за загрозување на животната средина со излевање на шестовалентен хром од поранешниот металуршки комбинат Југохром, потоа побелените води на Брегалница, односно истекување на нешто непозната течност што ја загадила Брегалница, потоа излевање на мазут од фабриката Благој Ѓоре во реката Вардар и намалување на водостојот на Преспанското езеро. Која од овие 4 е најжешката еколошка точка според вас? Југохром. Југохром. Тај, мислам дека и на европско ниво е жешка точка. Се води, таму постои, фабриката не работи, меѓутоа постои отпад, не се депонира нов отпад, постои отпад од шестовалентен хром, кој се пречистува преку пречистителна станица со која управува Министерството за животна средина. Така што таму е, да речеме, постои најголема опасност, постојат спекулации дека меѓутоа немам факти, немам докази јас конкретно, ниту Сдруженијето, ниту било кој друг, дека постои опасност за загадување на изворите на Рашче. Да. Со години се зборува дека Југохром е темпирана бомба за изворот Рашче, од кој се снабдува со вода за пиење цело Скопје.
Постојат шпекулации. Така. Не се шпекулации, тоа се и новинарски статии, па студии, истражувања. Јас се додека не видам, мислам се, јас сум правник, малку поинаку перцепирам и размислувам, се додека не видам докази кои ќе укажат на нешто што е така, не можам да зборувам, меѓутоа сметам дека од она што го анализиравме, што го прочитавме, веќе и бевме и на лице место, го посетивте изворот Рашче или изворот Рашче, туку околината на депонијата каде што се излеваат тие води. Се излева во континуитет, без разлика што причината е што требаше да се смени делот на пречистителната станица, тоа во континуитет се излева и ги загадува таму и почвата и водите. Значи сега ајде да го оставиме Рашче на страна, има континуирано загадување и штета на која... Добро, да го оставиме на страна Рашче, меѓутоа колку е далеку ова излевање од изворот Рашче? Колку е таа страна? Далеку или блиску во километри? Ако сте биле на лице место, веројатно имате впечаток. Па не е многу далеко, не е ни многу блиску. Проблемот е што може преку подземните води да настане загадување, кои одат преку планината Жеден и така натаму. Така што во моментот постои проблем конкретно за таа околина. Па јас се надевам дека во иднина ќе се санира конкретно за околината околу фабриката, а не би сакала да размислувам за опасноста на изворот. Има начин изворот, сигурно изворите на Рашче да се заштитат. Тоа надлежните мислам дека го знаат. Потребни се средства кои не би требало да се посебно високи за било кого со оглед на значењето што го имаат тие извори. Спомнавте дека ова е проблем не само на наше локално ниво, туку на ниво на Европа? Па се води како жешка точка, така ги нарекуваат. Тие во рамки на Европа како географска целина, како континент или како? Па мислам дека да. Така? Да. Има канцероген опасен отпад за кој има пречистителна станица, меѓутоа има истекување повремено. Веројатно студијата или некоја поопштена анализа треба да каже дека едно од можните решенија е дислокација на тој опасен отпад? Не би знаела кое е можно решение, затоа така? Би требало да знаат надлежните кое е најдоброто можно решение, дали ние имаме капацитети како држава или можеби треба побараме помош за да го решиме тој проблем. Конкретно јас не би знаела, не сум стручна во таа област за да... Во однос на овие други студии на случај намалувањето на водостојот на Преспанското езеро, по неколку реченици за сите други, што е со тоа истекување во Брегалница која ја побели водата на оваа река наша во Источна Македонија? Па настана тоа истекување, постапил Државниот инспекторат за животна средина, преземени се действија, во случај со Благој Ѓурев Државниот инспекторат за животна средина, мислам дека има испратил инспектори од друга општина, бидејќи во општината немало инспектори кои можат да излезат на лице место, па се чекало 2-3 дена да излезат инспектори и тоа е еден проблем. Во државата за Преспанското езеро постојат, тоа е повеќе како анализа што се случувало низ текот на годините, постојат многу бројни документи, констатирано е како треба да се заштити, што треба да се преземе, кои се причините за намалување на водостојот. Тоа е сосема различна студија на случај од овие три други, значи тоа е континуиран проблем за кој има голем број на документи и мислам дека и се преземаат дејности во однос на Преспанското езеро во континуитет. Остана мазутот од фабриката Благој Ѓурев, меѓутоа мазутот од фабриката Благој Ѓурев се излил во моментот, констатирано. Прашањето е што како здружение или што можат луѓето, тие што се загрозени од ова што се случило, да преземат понатаму, што очекувате вие како здружение на млади правници, некој судски спор што е сега на повидок или некој рочиште, нешто ново што е актуелно за крај? Па ние ќе продолжиме да работиме и ќе продолжиме да ги подсетуваме институциите, односно судот дека сме тука и да преземаме постапки каде што сметаме дека имаме основ, дека имаме докази и дека можеме нешто да промениме. Во иднина дали сега, дали тоа нема да биде наскоро, ќе биде за 5, можеби за 10 години, меѓутоа сметам дека нашата работа ќе има ефект понатаму кој е долгорочен, а не краткорочен. Да, ние ќе го поканиме членот на антикорупцијската комисија Владимир Ѓоргиев, кој гледам дека се уште го следи вашето излагање во студиото, да објасни овде кои се надлежностите на антикорупцијската комисија во смисла дали може подопрен глас и тие да се вклучат во овој широк фронт
кои ние како медиуми го отвораме против загадувачите на секое поле, воздух, почва и вода во Македонија. Господи Јоровчанец, ви благодарам многу за гостувањето во утринската програма на Телма. Ви благодарам за поканата. Да, беше задоволство да се слушнат овие активности што вие како невладин сектор, како граѓански активисти ги превземате со цел да се заштити уставното право на граѓаните да дишат чист воздух, да пијат здрава и чиста вода и да почвата и околината да ни е чиста и средена.